Господин Арсиќ, ви благодарам што одвоивте време за овој краток разговор во нашата телевизија. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Во тек е кампањата, уште денес и утре останува еден ден, излези за Европска Македонија. Постојано сте на терен, од врата на врата се сретнувате со граѓаните. Какви се реакциите, ве подржуваат ли, сослушуваат ли, како сте задоволни? Секојдневно нашите ставови ги презентираме и разговараме со граѓаните, за да можеме да го кажеме значењето на референдумот и што значи тоа што граѓаните ќе излезат на овој ден на 30 септември. Односно, референдумот кој ќе биде одржан на 30 септември точно се однесува на граѓаните на Република Македонија. Тоа мора да го знаат граѓаните и затоа сме тука тоа да го објасниме. Зошто е референдумот? Референдумот го организира Собранието на Република Македонија. Тоа е бидејќи сакаат нашите избраници, нашите парламентарци да добијат одговор од граѓаните како и на кој начин да го верификуваат овој договор кој е постигнат со Грција, се со цел за влегување во Европската Унија и во НАТО алијансата. Затоа, како граѓанска обврска е, облигација е сите граѓани да излезат и да го кажат својот став, без разлика каков и да бил. Бидејќи секој глас ќе значи и порака до парламентарците, до нашите избраници кои сме ги избрале, на кој начин да се однесуваат понатаму, односно дали да дадат верификација на овој договор или пак да не дадат. Затоа граѓаните мора да знаат дека е од огромна важност да излезат први на овој референдум. Следното што е важно и што го дискутираме со граѓаните е што значи тоа за нив. Тие веќе се осознаени, веќе помина доста време, ги видоа своите придобивки од влегување во Европската Унија и НАТО алијансата и знаат дека веќе и бираат подобра иднина отколку некоја минуто и бираат подобра сигурност отколку некоја неизвестност. Сите граѓани сакаат подобра економија, подобар живот отколку корупција која беше застапена во некое минато време. Затоа разговараме со нив, меѓутоа во тие разговори сигурно дека ќе сретнеме и граѓани кои не можат точно да ги препознаат предиспозициите што ги носи овој договор и влегувањето во членство во Европската Унија и НАТО алијансата. Тоа се должи, најверојатно, поради 11 годишниот медиумско искривување на сликата која што граѓаните ја има во минатиот период, разните притисоци, стравови што ги трпеа во минатиот период, меѓутоа, затоа сега одиме кај нив. Да им кажеме дека е поминато тоа време не време, дека сега со излегување на референдумот тие ќе гласат за себе и за своите семејства и патот што ќе го имаат во еднината. Многу важно е тука, еве и јас како родител, да се ставам во ситуација каков пат би бирал за моето дете. Дали некој напреден, добар, европски пат со европски перспективи или повторно да останеме во овој 30 годишен молк и да чекаме некој подобро утре. Меѓутоа, сигурно дека мојот одговор е дека за моето дете ќе го барам она што е најдоброто, она што ќе му даде перспектива во животот. Тоа го кажуваме на граѓаните. Затоа сме и тука и денеска на вашата телевизија да кажеме дека најдобрите опции за граѓаните се ако имаат просперитет, ако имаат развој. И затоа ги потикнуваме да излезат и да го дадат својот глас на 30 септември, бидејќи само со влегување во Европската Унија и во НАТО алијансата ќе го отворат патот за нивните најмили да може да живеат тука со нив, да ја донесеме Европа овдека, а не нашите деца со догледно време да осознаат дека перспективите овдека во Македонија се многу слаби и потоа да бараат да одат некаде во европските држави, наместо да седат тука заедно со нас. Затоа ги потикнуваме сите, разговараме со нив и навистина очекуваме една огромна бројка на граѓани кои ќе излезат и ќе гласат за на референдумското прашање. Според вас, кои се најзначајните придобивки што ги носи влезот во овие две меѓународни организации, НАТО и Европската Унија? Една од главните причини зашто сум денеска овде е да ги кажеме баш овие работи кои се важни зошто е овој референдум. Да видиме кои се придобивките од нашето влегување во сојузите како што е Европската Унија и НАТО алијансата. Опозицијата во овој цел изминат период баш оваа прашање не го третираше
на достоинствен начин, бидејќи само може да кажеме пофални зборови, само може да кажеме дека Македонија ќе добие се, а нема да изгуби ништо ако влезе во Европската унија и во НАТО алијансата. Што тоа значи? Тоа значи дека со влегување во НАТО и во Европската унија не се гарантираат поголеми лични доходи, не се гарантираат поголеми инвестиции, повеќе работни места, исто така се гарантира отворен пазар, поголем пазар за домашните компании кои би извезувале своји производи, се гарантира територијалниот интегритет на Република Македонија како едно од најважните прашања, се гарантира безбедност и сигурноста на граѓаните, но исто така се гарантира и ред и закони кои владаат во Европската унија и ќе добиеме држава по европски терк и европски правила. Тогаш, со успех на овој референдум, ќе значи дека ќе го отвориме патот да седнеме заедно на маса, вака, со сите европски држави, со сите светски држави, и во НАТО алијансата и во Европската унија. Да имаме право на глас, да дискутираме за сите проблеми. Некако сега да седиме овдека ние да разговараме, меѓутоа не може никој друг да дојде овдека да поразговара со нас или да даде своje мислење, ниту пак да гласа за нешто што би било во негова корист. Тоа е многу важно да го знаеме што значи членувањето во овие организации. Што значи практично? Значи до сега што се случува, сега што се случува и натаму што ќе се случува со влез во Европската унија во НАТО организациите. Први ќе кажем дека се отворат можности за влез во Република Македонија огромен број на фондови. Тоа значи неповратни средства. Денеска во моментот на годишно ниво во Република Македонија се користат околу 90 милиони евра странски инвестиции, односно фондови кои се даваат како грантови за развој на нашата држава. Од тие имаме околу 15,5 милиони евра околу програмата за транспорт, значи патишта, канализации, водоводни мрежи, тунели, железнички пруги и така натаму. Имаме земјоделие, кој исто така со 15 милиони евра е помогнато, меѓутоа еве ќе кажеме дека нашата држава одвојува над 100 милиона евра. Ако споредиме со една Словенија, сега што е во Европската унија, таа одвојува како држава 60 милиони евра, а 240 милиони евра Европската унија дава како фонд за нивното земјоделие. Значи тоа се огромни средства кои не смее Македонија да ги пропушти и развојот да го стагнира. Се даваат средства во моментот околу 8,5 милиони евра кои се за заштита на границите. До 2020 година ќе има 18 милиона евра за реформи во правосудниот систем. Тоа се значи работи и средства кои ќе допринесат Македонија брзо да оди напред. Меѓутоа, мора да кажеме дека одреден број на држави кои ова го преживеле, тоа се Бугарија, Романија, Хрватска, Словенија, веќе отишле напред. Секаде меѓу нив е значајно дека платите се зголемиле, дека бруто домашниот производ е зголемен, инвестициите се зголемиле, бројот на работни места се зголемил, невработеноста кај сите опадната. Ќе кажеме само дека во Бугарија и Романија е зголемен бруто домашниот производ од 10.000 евра кој бил пред 10 години, сега е преку 20.000 евра. Што се однесува до вработувањата, секаде тој број бил зголемен барем многу повеќе кратно зголемен отколку што било пред 10 години. Што се однесува до платите, во Бугарија зголемена од 500 лева на 1050 лева, што значи преку 100%. Во Романија тоа отишло многу повеќе. Од 1000 леи кои ги имале, сега се зголемило на 4500 леи. И исто така, мора да напоменеме дека грантовите што ги зимаат, односно од фондовите, секаде во програмата за транспорт, пример во Романија е над 1 милиарда евра, додека во Хрватска, пример, е над 1,5 милиарда евра. Можете да замислите за Македонија, што би значило 1 милиарда евра да дојдат фондови за изградба на патишта, за изградба на железнички пруги, за изградба на канализациони мрежи, водоводни мрежи, пречистителни станици и така натаму. Тоа се бенефитите кои ги носи развојот, односно придобивките од интеграциите во ЕУ. Меѓутоа, покрај фондовите, мора да кажеме дека животниот стандард се зголемува кај граѓаните. На кој начин се зголемува? Се зголемува бидејќи кредитниот рейтинг и стабилноста допринесува кредитниот рейтинг на државата да се зголемува. Со тоа имаме повеќе инвестиции.
кога имаме повеќе инвестиции, се отварат нови работни места, се зголемуваат вработувањата, се зголемуваат платите и на тој начин расне бруто домашниот производ. Државата оди напред, не стагнира. Битно исто така е што ќе имаме држава по европски трг. Односно, ќе владе законот, ќе имаме неселективна правда, независно судство, ќе имаме слободни медиуми, ќе имаме квалитетно образование, ќе имаме квалитетно здравство. Тоа се најбитните работи кои може една држава да ги присакува и за кои треба да се стреми да биднат. Важна работа е што граѓаните на Република Македонија ќе можат во секое време да патуваат секаде низ Европската унија, каде што еве веќе онаму кај што земите се веќе членки, нема граници. Може да се поминува во било кое време, да се оди да се студира, да се образува во друга држава по исти стапки, односно исто да плаќаат граѓаните од Република Македонија како што ги плаќаат под истите услови во оние држави каде што сакаат да учат, да се образуваат, да стекнуваат вештини и потоа да дојдат овдека во Република Македонија и тие вештини да ги пренесат овдека. Исто така важно е да кажеме дека македонскиот јазик во сите комуникации меѓу државите, во сите обраќања меѓу државите ќе биде на македонски јазик и ќе биде користен како македонски јазик. Што се придобивките од НАТО алијансата? Придобивките од НАТО алијансата се следниве. Со завршување на референдумот, подпишување на договорот со Грција, ќе значи дека веднаш во 2019 година ќе стапиме, ќе бидеме членка на НАТО алијансата. Тоа ќе значи дека ќе седнеме рамноправно со нив, ќе разговараме и ќе носиме рамноправни одлуки како сите членки во НАТО алијансата. Тоа ќе ни допринесе да бидеме под чадор на една од најразвиените организации одбранбени во светот и исто така ќе ни ги заштити границите, со што, кога имаме една стабилност, сите инвеститори кои сакаат да инвестираат, прашуваат дали сте членка на НАТО, дали сте стабилна држава. Нив тоа ги интересира. Кога сме членка на НАТО, тогаш инвестициите, платите, вработувањата стануваат многу постабилни и многу посигурни. На тој начин, доприносот кој би го постигнале со влез и со овој референдум во Европската унија и во НАТО алијансата, ќе биде огромен, непроценлив. Затоа мораме да разговараме со луѓето, да разговараме на вакви емисии, да слушнат луѓето дека на 30 септември мора да излезат и да гласаат за Република Македонија да оди напред, а не да стои во место. Изминатиот период имаше различни реакции од опозицијата, од дел од експертската јавност во врска со договорот. Според вас, дали договорот го штити македонскиот идентитет, јазикот, културата и слично? За јазикот веќе напоменавте, но еве за останатото. Така. Кога ги образложивме придобивките, мора да знаеме дека што носи договорот, бидејќи едното со друго оди. Ние знаеме дека сме условени од Грција за решавање на нашето име, за да можеме потоа да пристапиме во Европската унија и во НАТО алијансата. Што, впрочем, и директно беше искажано од челниците на овие институции. Затоа, еве, овој договор кој е постигнат, а постигнат е одличен договор за Република Македонија, бидејќи ќе го образложиме, па ќе кажеме зошто е тоа така. Први морам да кажам дека сите академици од МАНУ, професори, културни работници, спортисти јавно се произнесува по овој договор. Дадоа препорака на граѓаните, слободно сите, да излезат и да ја дадат шансата со овој договор Република Македонија да ги направи следните чекори, односно влегување во Европската унија и НАТО алијансата. Ќе се постави можеби прашање дали можело подобро. Можеби можело, меѓутоа сигурно дека штом се постигнал овој договор, сигурно тоа е максималното што е можело да се постигне. Впрочем, и опозицијата беше на власт 15 години. 4 години, по уште 11, 15 години. Слушнавме од бомбите дека имало преговори. Слушнавме дека се разговарало за додавки, придавки, па една, па дури и две. Меѓутоа, договор немало. Сигурно дека нешто спречувало да дојде до ваков договор. Сега имаме договор. Секој договор мора да представува едната страна и другата страна да бидат подеднакво
задоволени. Не може еден договор да биде договор ако еден е победник, а друг е губитник. Затоа сите мора по нешто да добиеме, нешто да изгубиме. Впрочем, овој договор е многу важен, бидејќи гледаме дека и грчката опозиција реагира многу жустро, дури со закани по нивната власт и пратеници. Тоа се однесува бидејќи јасно и гласно кажуваат дека во Македонија е признаен македонскиот идентитет, македонскиот јазик. И исто така, кажуваат дека Македонија се официализира како држава после подпишување на овој договор. Со тоа е затворено едно големо поглавле во нашата историја и сега започнуваме една иднина. Да видиме каков е овој договор и што значи. Значи, овој договор е за македонската иднина, за влегување во НАТО и за влегување во Европската унија. Тоа мора да го знаеме со се она што го кажавме досега на граѓаните. Следното што е важно, со овој договор е заштитен македонскиот идентитет. Договорот го гарантира правото да секој да се определува како македонец. Во членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, нашиот јазик и исто така нашиот народ, со сите атрибути што тука спаѓаат како што се историја, култура и наследство. Следното што е битно, што е задржано и што секаде ќе биде имплементирано исто така македонскиот јазик. Во секоја употреба ќе биде македонски јазик. Државјанството е исто така македонско. Се она што ја чини една држава, по што се препознава химна, знаме, грб, останува непроменето. Кодовите кои се користат МК, МКД, исто така остануваат непроменети. Значи, од ова што го зборуваме, гледаме дека останува се, придобивките се сите за нашиот национален идентитет да биде сочуван, нашиот јазик да биде сочуван, нашата територија да биде сочувана и обезбедена. И на тој начин отвараме пат спрема НАТО, на тој начин отвараме пат спрема Европската унија и на тој начин ги подобруваме односите со Република Грција, што е многу важно, бидејќи мора да имате добри односи со сите соседи, тоа е најглавната работа, меѓутоа и овдека кај што имаме еден горлив проблем кој траеше 30 години, еве сега веќе го разрешуваме и на тој начин го отвараме нашиот пат и нашиот просперитет по НАТО. Неколку организации, поединци, но и председателот на државата Ѓорѓе Иванов најавија дека ќе го бойкотираат референдумот. Кој е вашиот став, како гледате на ова? Вака, значи, многу несериозно, одма морам да кажам, бидејќи имаме ние едно големо искуство во минативе 30 години во овој Балкан. Гледаме дека политичарите мора да ги следат случувањата и тековите како на надворешно, така и на внатрешно ниво. Политичарите мора барем 10 години нанапред да ја гледат визијата на својата земја. Не да гледаат на кој начин да стојат или пак да немаат свој пат и свој правец и свој став. Што се случува сега? Ваква политика, која само е прогресивна и просперитетна, има успех. Ако не го гледаме што ќе се случува со Македонија после 10 години, ние не треба да се занимаваме со политика. Во соседството, сведоци сме дека во последниве овие години, што ги кажавме, имаше големи катастрофи по сите нивоа, баш поради тоа што политичарите не можеа да ги осознаат тековите кои се случуваат во едно глобално ниво и нивните држави да ги приклучат натаму, каде што е просперитетот на нивната држава. Меѓутоа, можеби и тие сакале нешто најдобро, меѓутоа, ако промашиш во патот, тогаш не само што ќе останеш назад, туку можеш да се вратиш и многу наназад, па потоа ќе ти треба многу повеќе време додека да дојдеш и на истата точка од каде што си започнал. Затоа не можам да сватам една ваква опозициона партија да нема став за едно прашање, да го пуштат народот да излезе да гласа онака како што сака по своја желба. Значи да немаш став за едно прашање што е рамно на еден 8 септември, каде што се определуваше независноста на Република Македонија, сега иднината на Република Македонија. Тоа навистина представува во најмала рака подкопување на иднината на нашата држава. Меѓутоа,
една голема среќа што веќе ништо не зависи ниту од Мицковски, ниту од Иванов, ниту од ДПМН, зависи од граѓаните на Република Македонија. Тие се тие што ќе треба да излезат и да го кажат својот став. Меѓутоа, маленкоста на опозицијата се гледа во тоа што секојдневно ја искривуваат вистината, ги остават граѓаните во една магла, а потоа им кажува да го најдат самите патот од оваа магла. Тоа навистина не е честно, бидејќи тоа се прави со години назад. Со години назад свесни сме за пред некоја година, пред 1-2 години имаше Тиранска платформа. Кога исто така се зборуваа секакви сценарија, меѓутоа еве не видово тогаш некој македонец да е казнет 5000 евра, бидејќи не зборува албански јазик и не знае албански јазик. Значи, тоа се измислици, тоа се стравови со кои се служи опозиционата партија. Исто сега се случува и со договорот со Грција. Значи, само се зборува за негативните импликации, меѓутоа не се кажува ништо што се придобивките и што добиваме со решавање на овој договор кој веќе 30 години се обидуваме да го решиме. Не кажуваат своја визија, кога би го решиле, како би го решиле, например, еве и тие, на кој начин, кои се нивните линии за да можат да биде прифатлив тој договор од двете страни, да може да го отворат патот на Република Македонија. Тоа не слушаме. И затоа, еве, граѓаните веќе чекаат да излезат, да ја запишат својата историја и на 30 септември да кажат дека се за Македонија кој ќе биде во НАТО и во Европската унија. Уставниот суд даде зелено светло за одржување на референдумот. Според вас очекуваше ли ВМРО-ДПМН можеби поинаква одлука? Вака, опозицијата на сите начини се сакаше да го поништи овој референдум, да добие негативен ефект. Гледаме дека секојдневно со нивните говори ги обесхрабруваат луѓето дали да излезат или да не излезат на овој референдум. Меѓутоа, веќе нивните ставови постануваат ирелевантни. Зошто ирелевантни? Бидејќи сето она што го зборуваат, не го зборуваат онака како што го имат зацртано. Република Македонија сака и е зацртана дека треба да оди во Европската унија и во НАТО. Тоа стои во програмата на ВМРО-ДПМН, дека се за Европската унија и за НАТО. Стои во програмата нивна дека и се заложуваат лично за тоа, дека кој да било договор кога ќе дојде на маса и ќе го склучи некоја влада, да не се гласа директно во парламентот, него да оди на референдум. Граѓаните потоа да кажат како најдемократски начин, да кажат на кој начин да се продолжи, дали да се прифати договор или не. Сега гледаме дека повторно и кога еве излегуваме на референдум, сега веќе повторно зборуваат еве ние немаме став, имаме став граѓаните да излезат и сами кој како сака да гласа. Каква е таа политика? Каде ја гледаат Република Македонија? Не може да ја гледаат кој како сака да излезе и кој како сака да прави. Ако сте политичари и гледате нанапред, мора своите стави да ги прикажете. А како после граѓаните ќе гласат, тоа веќе е нивна работа и демократско право. Исто така, со овој нивен чин се гледа дека личните интереси секогаш ги ставаат на прво место, а државните интереси некаде позади. Тоа се гледа цело време и додека беа на власт. Сигурно не сакале својот личен рейтинг на партијата да го спуштат, бидејќи со решавање на вакво горливо прашање доаѓа до ситуација да рейтингот не е на завидно ниво кое го сакате, бидејќи некој ќе има за, некој ќе има против било каков договор или против било каков пат. Меѓутоа, тие гледаме дека никако не сакале својот рейтинг да го стават на одредено ниво, да дојде до ситуација да решават државнички прашања, а потоа на следниви избори кои ги одржуваат на секои 2 години, никогаш не доживеавме да имаме редовни парламентарни избори, додека беа на власт, се со цел да се занимаваме со нешто што не е битно, се со цел да ги држиме граѓаните под притисок, под закани, дали ќе не биде, дали нема да не биде. Меѓутоа, главната поента е нерешавање на ваквите горливи проблеми. Затоа сега, еве, се донесе одлука за референдум, граѓаните веќе
ја видоа целата приказна која се одвива и на 30 септември ќе излезат и ќе заокружат за референдумот да успее и да бидеме членка на Европската унија и НАТО. Што ќе се случи еве доколку референдумот успее или пак не успее? Ќе ја почитува ли ВМРО ДПМН одлуката или пак сметате дека ќе бараат повторно предвремени избори? Вака веќе за успехот на референдумот сите се сигурни и председателот на владата господин Зоран Заев, кој е и директниот учесник на овој договор и на предвижување на Македонија кон напредокот односно Европската унија и НАТО алијанса. За историскиот моментум во кој се наоѓа Република Македонија зборува фактот дека Република Македонија во минатиот период беше преплавена од сите врвни странски политичари. Значи големината на една Меркел, на Феј, на Могерини, на Хан, на Столтенберг, на Курц, на Пенс, значи на сите главни играчи во светски рамки. Дојдоа, ни подадоа рака. Ни ги отворија вратите и не повикаа да влеземе во едно семејство. До нас е од тука натаму. Дали сваќаме во каква ситуација денеска се наоѓаме? Сведоци сме дека председателот на владата Зоран Заев во сред парламентот, во Европскиот парламент во Страсбург, зборуваше на македонски јазик. Кажа дека е македонец. Тоа се огромни поенти. Сите пратеници стана на нозе му ракоплеска. Тоа навистина донесе едно чувство кај сите нас, кои сме овдека во Република Македонија, дека еве се случува некоја историја, дека еве веќе Македонија доживува свој процват во политичкото и државничкото живење. Меѓутоа, и покрај сето ова, што значи тоа за опозицијата? Не само вашето прашање што беше дали опозицијата, и позицијата и опозицијата ќе мора да ги почитуваат резултатите од референдумот. Ако граѓаните на референдумот се изјаснат за, тогаш право, бидејќи парламентарците, нашите пратеници прашале како да гласаат. Нивна обврска ќе биде да го почитуваат правото на граѓаните да гласаат за. Ако пак повеќето граѓани кажат дека овој договор не треба да одиме во Европската унија и НАТО алијансата, тогаш сигурно дека пратениците, без разлика од која политичка партија доаѓаат, ќе мора да го почитуваат и овој став на граѓаните. Меѓутоа, кажавте и за некои предвремени избори, јас би кажал дека сите избори за една ваква партија без став, како може да водите партија без став, а потоа да се кандидирате да водите и држава без став. Значи, не можете без став да се кандидирате и да одите на било какви избори. Ќе доживеете и дебакл. За крај, што ќе им порачите на кумановци, зошто да излезат во недела, да дадат поддршка на референдумот? Така, ова е најважната работа, една моја порака. Многу е важно да почувствуваме дека се наоѓаме пред еден многу прекрасен момент во нашиот живот. Момент кој сме го чекале и за кој сме се бореле 30 години. Момент за кој одамна сме се определиле и сега дошло време да го реализираме. Момент кој ќе ни го промени патот на нашата иднина. Затоа сакам да ги повикам сите граѓани на општина Куманово, сите граѓани на Република Македонија во недела на 30 септември да излезат со своите најмили, да гласаат за на референдумското прашање и да се спремаат за големата прослава, бидејќи тој ден ќе биде запишан со големи букви во историјата на нашата држава. Да излезат за поквалитетно образование, да излезат за поквалитетно здравство, да излезат за слободни медиуми, да излезат за неселективна правда, да излезат за подобро утре, да излезат за нивните најмили да останат да живеат заедно со нив, да излезат за себе и за своите најблиски и да излезат за Европска Македонија. Господин Арсиć, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас.